Почитувани во прес-центарот на МИА е председателот на апелациониот суд во Штип, господинот Тони Делев. Господине Делев, добро ни дојдовте во прес-центарот на МИА. Добро најдов, благодарам за поканата. Во моментов Штипска апелација има сериозен проблем, а тоа е недостатокот на судии. Според систематизацијата треба да имате 16 суди, 16 пополнети работни места за суди, меѓутоа во моментов имате колку што можев да видам на вашата веб страница, имате само 5 суди и тоа заедно со вас. Зошто е ова вака според вас? Во изминатите години зошто не се пополнувале местата на оние суди кои што си заминале во пензија? Па точно дека моментално имаме на список 5 судии. И тоа морам да кажам дека една од колешките е на подолготрајно боледување и сега така во моментот сме 4 останати заедно со председател, тоа е со мене. И мислам дека овој проблем веќе е повеќе од алармантен, имајќи во предвид дека бројот на предметите постојано се зголемува, не можеме физички да одговориме на бројот на предмети кои што стигнуваат буквално секој ден. И ограничени сме на некој начин да ги работиме само итните предмети кои што не трпат одлагање и во граѓански и во кривичен оддел, тоа што притвори, времени мерки, приговори против платни налози, колку што е можно, и кои што предмети се врзани со стриктни рокови и кои што не смеат да се пропуштат. Ви создава ли тоа некаков притисок во работата за да судиите не извршат квалитетно работата, бидејќи секоја импровизација и она работа за да се постигне нешто се создават одредени проблеми? Па секако дека создава притисок. Не е исто кога ќе имате редовен прилив на предмети кои што се распределуваат на поголем број судии и сега во ситуација кога на еден судија стигнуваат буквално двојно или тројно повеќе поголем број на предмети кои што треба да се решат и тоа создава притисок за навремено решавање. Самото тоа може, барем до сега не се случило, може да придонесе за во некој случај да се избрза со некаква одлука. Тоа е генерално и во секоја професија, во сите ситуации. Колку време вака функционирате во судот и тоа само 20% на исполнетост на судиските места? Па ова состојба затекнав негде од октомври јас кога дојдов како председател, меѓутоа не е од сега, се влече наназад неколку години, постојано се осипува кадрот поради пензионирање најногу и така да дојдовме до ситуација да сега имаме моментално работиме само 4 суди. 3 кривичари и 1 граѓански судија. Според вас, овие суди месечно колку време колку предмети можат да решат со овој притисок што го имаат? Па секој судија има ориентациона норма која што мора да ја заврши во текот на месецот. Можем да ви кажем дека согласно извештаите кои што наназад се припремаат луѓето, односно моите колеги и заедно со мене, нели? Даваат свој максимум, да не кажем даваат двојно па и тројно поголема бројка од она предвидена со месечниот распоред и извештај. Така, да ни кажете, Судскиот совет избра 2 нови судии изминатиот период во февруари месец, меѓутоа се уште тече постапката за жалби во Врховен суд, ми се чине, и дали овие 2 нови судии ќе подобрат барем малку, ќе ублажат состојбата? Па точно, Судскиот совет буквално пред да почне овој мораториум поради распишаните избори, избра 2 судии, колеги, кои не се уште стапени на должност. Причината е течењето на жалбената постапка. Сега не знаеме отприлика до кога ќе биде тоа, некаде до крајот на месецот, меѓутоа доколку нема жалби. Понатаму ако има жалби, ќе ја решава Врховниот суд
и веројатно ќе се одолжи таа постапка до правосилноста, додека тие луѓе стапат, тие колеги стапат на должност. Очекувате ли во текот на годинава, со оглед на тоа дека сме изборна година, очекувате ли во текот на годината да имате нов конкурс за судии? Во тек се уште 2 огласи за уште 3 граѓански судии. Меѓутоа и тие се стопирани со оглед на тоа што се распиша избори пред некој ден. Знаете дека за време на избори не се бираат, сите постапки се стопирани. Очекувам тие постапки да продолжат после изборите, а неопходни ни се и нивно брзо завршување, заради тоа што само со овие двајца судии нешто ќе се ублажи, меѓутоа нереално да се очекува дека ќе биде веднаш состојбата подобрена или да кажем санирана. Имаме залиха, ево според последниот извештај, некаде 1450 предмети. Постојано тој број се не големува. Со таа динамика на прием на предмети, буквално мислам дека до крајот на годината ќе имаме над 2000 предмети кои што ствараат навистина притисок и заостаток, а на крај крајeva и тоа е одговорност према граѓаните да пробаме да ги решиме што е можно побрзо. Предметите, за жал, како што се трупаат, се повеќе време треба и да се решат. Каде ви е најголемиот прилив на предмети, дали во кривичниот оддел или во граѓанскиот, каде што вие фактички имате само еден судија? Па најголемиот прилив сега се осеќа во граѓанскиот оддел. Во граѓанскиот работи само еден судија и таа колешка ги прима сите граѓански предмети кои што доаѓаат во судот, што е многу голема бројка. Многу голема бројка, според последниот извештај, повеќе од 1200 предмети кај еден судија, што е стварно многу. Так. Какви се овие предмети во граѓанскиот оддел? Дали се оние типски предмети или имаме други? Собствени предмети, почнувајќи од оние типски што ги викате, па поглед на собствености, владенија, долгови, стопански, од сите основи, така да во секој случај еден судија не може да одговори на овој предизвик. Да бидеме најасно, мислам дека. Според вас граѓаните каква правда бараат? Во кој одсек? Во кривичниот оддел или во граѓанскиот? Според предметите што ги имате? Па подеднакво се, мислите на бројот на жалбите кои што се поднесуваат. Па мислам дека некои подеднакво се обжалуваат и граѓанските и кривичните предмети. Може би за нијанса има помал број на жалби во кривичните предмети, а тоа и помалку се осеќа поради тоа што поголем број на судии имаме тука, па некако побрзо се решаваат тие предмети. За да се реши еден предмет, на судијата колку време му треба за да ја донесе одлуката? Тоа зависи од предметот. Не може да се каже амблок дека за овој предмет или за еден предмет да се земе некоја просечна вредност, временска, мислам, дека може за толку. Секој предмет има своји специфики поради кои што се бара повеќе време, повеќе проучување, за да може судијата адекватно да одговори на предметот и секако на жалбите и сослушувањето на двете странки кои што се засегнати со еден предмет, нели? Господин Неделев, дали можете да ни дадете една слика пак каква е состојбата во основните судови кои што се под вашето апелацијско подрачје? Па во нашето апелационо подрачје работат 8 суда, меѓутоа кај сите без исклучок има недостиг на судии. Поголемите судови кои што се со проширена надлежност во Струмица, Штип и во Кочани имаат нешто поголем број на судии, меѓутоа и тоа е недоволно за да се совлада приливот. Гледаме константно зголемување и на предмети, а бројот на судии ево годинава конкретно се мрдна малку од она мртва точка што би рекол поради тоа што се распоредија неколку судии по судовите.
Меѓутоа сепак и тоа недоволно. Ево на пример, Основниот суд во Берово со години наназад нема судии. Се делегираат суди, моментално еден од Струмица, еден од Кочани судија, патуваат секојдневно. Во Делчево исто така има само еден судија, уште еден патува од Струмица. До кога ќе биде вака според вас? Дали има млад кадар за да се пополнат овие работни места? Гледаме дека недостасуваат и во Штипскиот и во Кочанскиот, меѓутоа и во овие помали судови. Па знаете дека сега во последно време Академијата е единствена институција која што лиферува кадри за судии. Има во моментот мислам дека се две постапки за генерации на академци кои што постапуваат и кои што се на обука. Со завршувањето на испитите и обуката на тие нови кандидати, мислам дека ќе се ублажи веќе сериозно ќе се ублажи ова состојба, така да кажам, имајќи го предвид бројот на судии кои што се слушатели на Академијата. Станува збор за слушатели од овој регион? Генерално од цела Македонија, меѓутоа знам дека има и од овој регион, така што кога ќе заврши таа постапка, веќе ќе имаме можност да го зголемиме бројот на судиите по судовите во нашето апелационо подрачје. И колку според вас би ублажила таа состојба? Еве, работите со 20%, дали тогаш 50% ќе ви бидат пополнети судиските места? Па се надевам дека ќе биде така. Се надевам, затоа што тоа крајни збор ќе го има Академијата, бројот на пополнети судии, кои независни ли од нас. Од слушателите се веќе примени, тие ги посетуваат курсивите, одат на задолжителните предавања. Сега, кој ќе заврши тоа, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Така, имате ли проблеми со недостаток на судски службеници? Овој проблем во неколку наврати беше истакнат еве од Штипскиот основен суд. Кај вас каква е состојбата во Штипска апелација? Кај нас моментално со оглед на недостигот на судии, првенствено не се чувствува тој недостиг на онај кадар кој што работи со судиите, меѓутоа кога би се пополниле, неверојатно него сигурно ќе се увиде дека ни фалат и кадар, технички кадар, стручни соработници, администрација кои што нели би били во функција на работи на тие судии. Господин Неделев, очигледно дека имате сериозни проблеми со недостаток на судиите, тоа ви создава и дополнителни проблеми во работата. Како ги чувствувате и како ги коментирате оценките на граѓаните кон македонското правосудство? Добро, во ваква ситуација граѓаните имаат право да бидат незадоволни. Чекањето на правда навистина е тешко и во таа насока сигурно и јас како граѓанин ако би се поставил од друга страна би знаел и би чувствувал би имал такво чувство, нели? Кога чекате да ви се реши предмет со години, навистина не е пријатно. Навистина не е пријатно, ама се надам дека во таа насока, ето, со пополнувањето на кадрот ќе може да одговориме барем ние што сме во апелациониот суд Штип, а и другите судови кои што се на територијата на нашето подрачје. И таму имаат сериозни проблеми кои што се влечат наназад. Не е од сега ситуацијава, меѓутоа тие се фактите од кои што не можеме да избегаме во моментот. Бројките кои што ги имам и кои што редовно ни се доставуваат од страна на основните судови, го покажуваат тоа, на жал, а бројките се знаеме неумоливи. Долги години сте судија, според вас, потребно ли е да се реформира македонското судство? Имате ли вие некој концепт или визија според вас? Па, јас мислам дека со пополнување, пред се со млади кадри, ќе се намали таа проблематика, да ја кажам така.
се надевам дека новите колеги и ќе имаат и можност, тие се во постапка на добивање на сертификат, нели, за суди по некој друг основ, како што поразличен од оној што ние, како тогаш се здобивавме, односно не бираа за суди, сега како концепт. Концепт посебно би морало, според мене, прво да се менува по основ на она разместеност на судовите. Да може да се одговори адекватно, да може да се примат сите предмети и па во моментот во основа би било тоа некаква реорганизација, да ја кажам така. И сосема за на крај, Штипска апелација има фотоволтаична централа. Дали годинава почувствувавте, тоест добивте пониски сметки за струја? Па да. Значи, фотоволтаичната централа почна со работа некаде некаде почетокот на ноември. Оние сметки, посебно за месец декември и за јануари, кои што ги добивме, покажуваат рапидно намалување на сметките за електрична енергија. Да ви кажем, моментално, иако сме зимски период, нели, и некаде оди до 50%, онака што го видовме сега. Ако има сончеви денови, нормално тоа сетот се користи, што е голем бенефит, имајќи во предвид дека по 150-200 000 денари плаќавме за струја месечно. Потребна ли е модернизација и дигитализација на судството? Судници со кои што можат, тоа е судење на далечина во тој контекст, дали? Секако јас лично би сакал да бидеме комплетно опремен суд. Во моментот тече постапка која што ја води управниот суд, да ви кажам, за опремување на најголемата наша судница, комплетно опремена со аудио-видеотехника која ќе овозможи и судење на далечина и снимање на судењата, што е по мене исто така еден голем бенефит за понатамошното развивање на судството. Ви благодарам на разговорот. Благодарам на вас. Почитувани во прес-центарот на МИА во Штип беше председателот на апелација Штип, господинот Тони Делев.